Празни тезги, слаба раздвиженост, продавачи кои се бројат на рака. Ваква беше ситуацијата на денешниот пазарен ден во Штип. И оние кои денес излегува да купат што им треба, велат дека излегле колку да не се дома, да купат само нешто минимално. Земне телевизија истакна дека намирници се уште имаат од претходниот петок, бидејќи си купуваше во поголема количина за престојниот празник Божик. Чисто на как гледаме, ние старци. Нешто јаболка, нешто. А гледаме празни тезги шо? И па тоа зема сите пред празникот и сега имат си дома резерва. Па знаеш, зеленчуци, јаболки, киви, шо се најде тоа. А зашо е слабо раздвижено? Па празници, народот изнакупува се, тоа нема ни тезгаджи, така. Па кажуви, мина нова година, Божики, тоа народот изнакупува се шо треба и сега ретко, оше резервите ги трошиме. Ти секој парите са тие, а секој петок имало раздвижение. Сега моментално нема, чисто ради тоа. Па по нешто ќе видиме. Што е денеска многу не ни треба. Купуваме порано, сега не ни треба. Јас сум стара жена, за мене не треба. Зелка? Се. Зелка, круминче, салатички, се. Кумпири, се. Па јас си купи тоа што требаше. Кумпири? Па компири, киви и мандарини, портокали, граф и толку. Спрема примењето тоа добро ли? Па не е важно. Продавачите велат дека цените се складни, но сепак слабата раздвиженост и за нив представуваше проблем, бидејќи покри што ќе си ги вратат производите дома, ќе останат со непокриени трошоци од овој пазарен ден. Ние продаваме овошје, зеленчука, иста цена минатиот пазар, ама нема доволно потрошен денеска, пошто народот се потроши и така, намале, намале потрошаната, помало. Па види, портокалови 60 денари, мандарина имаме 100 денари, крушта 120 денари, има мандарини од 60 денари, имаме и лимон од 60-70, јаболката е 50 денари и така. На шо најмногу барат? Ево, денеска барат помалце, по нешто, може барат и така. А така имате ли наследници, некои што после вас ке работи? Имаме, да. Имам 20 сина што работи. Инаку денес од оние што излегува најмногу се бараше овошјето, особено кивите кои се актуелни за периодов. Се бара и мандарините кои граѓаните како што велат ги користат за да се освежат во зимниот период.